Цица, тату цица. Јас сум Нино Арсовски и ви читам приказни. Цица, тату цица. Јас сум Нино Арсовски и ви читам приказни. Добро вечер на сите. Вечера ќе почнеме со една нова книга која се вика Најубавите приказни од целиот свет. Денеска на репертоарот имаме една многу интересна приказна. Таа се вика Джек и волшебниот граф. Да почнеме. Джек и мајка му живееа во една стара коливана работна шумата. Еден ден додека момчето одеше на пазар за да го продаде единственото вредно нешто што го има, нивната крава, тој сретна еден старец. Во замена за животното, Джек прифати од старецот една турбичка со неколку графчиња во неа за кои тој рече дека биле волшебни. Што момчето се дојде дома и ги предаде графчињата на мајка си, таа збесна и ја фрли торбичката низ прозорецот врескајки. Ја продаде кравата за неколку зрна, граф. Ти си луд. Ти со паметот не си здрав. Расфрланите графчиња веднаш проратеа. Следното утро Джек и мајка му забележаа дека нивната куќа со нив е издигната во воздух, обвиткана со фиданки од джиновски стебла, граф. Едно од нив се беше извило високо во небото, а неговиот врв беше скриен од густи облаци. Мамо, ќе се искачам горе да видам што има на врвот, извика Джек, надевајки се дека ако не најде некакво богатство, ќе најде берем нешто за јадење. Джек се јазеше по мазното стебло нишано од ветрот. Мина низ облаците и стигна на еден карпест брег, од кој можеше да се види еден огромен замок. Се на замокот изгледаше толку джиновско што Джек можеше со леснотија да се протне под предната порта и да се мушне внатре. Жено, што ми изготви за ручек? Згрме еден страшен глас. Замокот му припаѓаше на еден джин. Джек се стресе од страв, но набрзо забележа дека купиштата златници бе натрупани по ќешовите на салата. И така, тој собра храброст и почна да ги полни джебовите со златниците. Потоа си замина под портата, надвор од замокот, на стеблото граф и удолу се до дома. Благодарение на благатиот плен, Джек и мајка му живееа безгрижно некое време. Но наскоро парите се потрошија и тие повторно гладува. Па така, Джек реши да се врати во замокот на джинот, за да земе уште од златото. Угоре по стеблото граф, под портата во замокот, момчето влезе во кујната каде што го чу джинот како вели на жена си. Заврши ги сите обврски твои, вредно да работиш ко за двајца, а потоа земи на ранија гуската што ми несе златни јајца. Момчето си помисли, гуска што несе златни јајца, ќе рече секој богатство е највредно и за сега и за веков. И така, тој се прикраде на птицата, па ја зграбчи за клунот.
за да не може да гака и да го привлече вниманието на джинот. Потоа со гуската под пазуви си замина. Под портата, надвор од замокот, на стеблото грав и удолу се до дома. Едно по едно златно јајце. Джек и мајка му станаа толку богати што имаа луксузен дворец на местото каде што некогаш стоеше нивната стара кобила. Сега кога веќе ништо не им недостигаше, тие живееја среќно некое време. Потоа одеднаш мајка му на Джек легна болна и стана толку неарна и натажана што не можеше да стане од постела. Најдобрите доктори од целата земја дојдоа да ја видат, но никој не успеа да ја излечи. Единствената надеж на Джек му остана замокот на джинот. Ми остана уште таму да отидам. За мајка ми лек дал да има да видам. И така тој се изјази по стелбото грав уште еднаш. Стигна на врвот, кога веќе беше паднал мрак, а замокот беше целиот осветлен за некаков бал. Неколкумина джинови, сите огромни и грди како нивниот домакин, се гоштеваа во трпезариската сала. На гозба ги веселееше една харфа со човечки особини, која свиреше сама. Милозвучната мелодија веднаш го разнежни срцето на Джек, па тој си помисли: музикава убава може би е она што го барам, на срцето мајкино радост и среќа да му дарам. Джек воопшто не се плашеше од изгледот на джиновите, па јурна кон харфата, ја грабна и си замина. Знаете, под портата, надвор од замокот, на стеблото грав, удолу, со джиновите зад петиците во потера. Брзо, да го исечеме стеблово, Джек им нареди на слугите веднаш штом стапна на земја. Растението почна да се навалува и потоа крц се урна со ужасен тресок. Джиновите се струполија во шумата и исчезнаа, додека Джек поита кон мајкината постела. Благодарение на музиката од волшебната харфа, мајка му оздраве од болеста и заедно се живееа среќно за секогаш. Имајте убава вечер и се слушаме утре. Лека ноќ.